Еврото бележи пат на европските пазари и четврти ден поред ја губи вредноста во однос на американскиот долар. А еве што има друго ново. Министерот што требаше да ја носи пораката за добро владење и транспарентност, Арбен Фетај, повеќе не се гледа во владата што ја предводи Христијан Мицкоски. И според изјавите на премиерот ќе се врати во Брисел, додека неговото формално заменување треба да се вклопи во пошироката реконструкција на владата, најавена за крајот на мај или почетокот на јуни. Веста отвора повеќе од кадровско прашање, затоа што се однесува токму на ресор што требаше да символизира институционална сериозност, доверба и реформа во начинот на владење. Според она што Мицкоски го кажа во интервју, разговорот со Фетај се случил пред неколку недели, а вице-премиерот лично му пренел дека повеќе не се гледа во овој владин состав. Владата испрати реакција до Слободен печат во која изразува незадоволство од насловот на веста со која пренесуваме што кажа премиерот Христијан Мицкоски во гостување на Сидел околу ултиматумот што му го упати лидерот на опозицијскиот Социјалдемократски сојуз на Македонија Венко Филипче. Станува збор за укинување на пржинската техничката влада пред секој парламентарни избори, кои власта деновиве го турка во собрание по скратена постапка и без консензус меѓу парламентарните партии. Филипче постави услов владата да ги повлече предложените измени на законот за влада со кои се укинува техничката влада, а во спротивно СДСМ ќе ја напушти работната група за изборниот законник. Од владата сега реагираат поради тоа што Слободен печат ова де факто објаснување во насловот на веста го нарекува објаснување. Насловот гласи: откако Филипче го услови, Мицкоски објаснува, техничката влада не се укинува за следните избори. Темата е на Мариела Трајковска. Рудникот за антимон во Крива Паланка, за која владата на Христијан Мицкоски тврди дека е стратешки проект и дека е приоритет, ќе биде здравјето на граѓаните, стои во соопштението на СДСМ. Во соопштението од СДСМ оценуваат дека во суштина станува збор за партиски бизнис на ВМРО, ОКГ и нивните донатори, а не за државен интерес како што се представува во јавноста. Според опозицијската партија, концесионер на локалитетот Луќе е компанијата Ри Енергетика Пела ДОО Скопје, чиј собственик е Ѓорѓе Качурков, за кого СДСМ тврди дека е донатор на ВМРО-ДПМН, како што е наведено во соопштението на партијата. МВР објави детали. Поранешниот прв човек на Фудбалската федерација на Македонија, Муамед Сейдини, проневерил 660.000 евра. ОЈАО бара притвор. Осомничениот во периодот од ноември до декември 2024 година, како службено лице, претседател на ФФМ, прибавил противправна имотна корист од околу 660.000 евра за правно лице од Скопје, односно износ што надминува значителна имотна корист. Сомненијата укажуваат дека делото е извршено така што ФФМ, како членка на УЕФА во текот на 2024 година, добила строго наменски парични средства за ревитализација на спортски терени и инфраструктура. Слободен печат со детали за акцијата за нелегален ботокс и филери. Уапсени се повеќе од 10 луѓе, дел од нив доктори на дерматологија и во ГОП 8 септември. Во рамките на акцијата, врз основа на претходно обезбедени наредби од Основниот кривичен суд, се вршат претреси на повеќе локации во Скопје, Струмица и Битола, при што уапсени се повеќе од 10 луѓе, дел од нив вработени како доктори на скопските клиники, собственици на дерматолошки ординации и организатори на транспорт и продажба на илегално внесени стоки со статус на медицински лек и медицинско помагало, без одобрение од надлежен орган, без упатство и без налепници. При претресите пронајдени и одземени се поголемо количество на медицински лекови и медицински помагала, едно луксузно возило, парични средства, парфеми, телефонски апарати и друго. Темата е на Мирослава Симоновска. Повторно гори депонијата во струмичкото село Василево. Хроничен еколошки проблем кој ја задушува целата Струмичка котлина, алармираат активистите. На снимката која ја сподели Здрава котлина се гледа огромен облак од бел чад кој се шири од запалената депонија. Активистите ги повикаа граѓаните да не излегуваат од своите домови и да се заштитат колку што можат.
Комесарот за човекови права на Советот на Европа Майкл О'Флаерти на прашање на пратеници од Македонија рече дека внимателно ќе го испита случајот на македонскиот адвокат Тони Менкиновски, кому му е забранет влез во Бугарија во период од 10 години, затоа што е застапник на македонските организации кои бараат регистрација во Бугарија. Како што велат македонските пратеници, ваквата мерка отвора сериозни сомнежи за можни повреди на правото на правично судење. Било нагласено и дека Бугарија веќе има дузина пресуди од Европскиот суд за човекови права, кои чекаат на извршување повеќе од 2 децении. Земјотрес со јачина од 5,8 степени според Рихтеровата скала утрово е регистриран во морскиот дел јужно од грчкиот остров Крит. Според податоците на Европскиот медитерански сеизмолошки центар, епицентарот на земјотресот е регистриран на 78 км југоисточно од Ираклион на длабочина од 10 км. Земјотресот се случил во 6 часот и 18 минути по локално време. Локалните жители за грчките медиуми изјавиле дека земјотресот траел долго. Вознемиреност во Задар. Закани за бомби низ Хрватска продолжуваат. Полицијата во Задар утринава примила дојава за поставени експлозивни направи во повеќе училишта, која по извршените проверки се покажала како лажна, додека истрагата за случајот е во тек. Заканувачка порака пристигнала преку електронската пошта до полициската управа во Задар, како и до други адреси на подрачјето. Веднаш биле ангажирани полициски службеници кои во координација со одговорните лица во образовните установи извршиле превентивни прегледи на објектите. Актуелниот прекин на огнот меѓу Израел и проиранската милиција Хезболах во Либан ќе биде продолжен за дополнителни 3 недели, соопшти американскиот претседател Доналд Трамп. Тековното 10-дневно примирје истекуваше доцна во неделата навечер и без продолжување судирите ќе се интензивираа. За сега Хезболах не се огласи во врска со најавата, а официјални реакции се уште нема ниту од Израел, ниту од Либан. Трамп дополнително најави дека во наредните недели ќе се одржи заедничка средба меѓу него, израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху и либанскиот претседател Жозеф Аун. Според Трамп, многу добра шанса е двете земји да постигнат мировен договор уште оваа година. Иранскиот претседател Масуд Пезешкијан и претседателот на парламентот денеска ги отфрлија тврдењата на американскиот лидер Доналд Трамп за наводни внатрешни превирања во Иран, нагласувајќи дека во земјата не постојат поделби меѓу тврдокорни и умерени струи. Во Иран нема тврдокорни или умерени, се наведува во официјалното соопштение во кое се додава дека сите се иранци и револуционери. Американската војска разработува нови планови за напади врз иранските одбранбени капацитети во Ормунскиот теснец, доколку тековното примирје пропадне, јавува CNN, повикувајќи се на извори блиски до војното планирање. Според информациите, новата стратегија на САД предвидува динамичко таргетирање на иранските сили во теснецот, уништување на мали брзи чамци и бродови за поставување мини и напади врз асиметричните капацитети со кои Иран ја одржува блокадата. Операциите би се прошириле и во јужниот дел на Персискиот залив и Оманскиот залив. Американската војска денеска објави дека трет носач на авиони пристигнал на Блискиот исток во услови на кревко примирје со Иран. Централната команда на американската војска објави фотографија од платформата X на која се гледа бродот како плови во Индискиот океан, во зоната на одговорност на Централната команда. Според Американскиот поморски институт, уште 2 носачи на авиони се стационирани во Црвеното море, односно во Арапското море. Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека нема да употреби нуклеарно оружје против Иран и нагласи дека такво оружје никогаш никому не би требало да му се дозволи. Трамп го нарече тоа одговарајќи на прашање на новинарите во Белата куќа за можен судир со Техеран. Зошто би користел нуклеарно оружје? И без него на сосема конвенционален начин целосно ги уништивме, рече Трамп, осврнувајќи се на состојбата на иранската армија. Изјави дека американската војска би можела да неутрализира секое ниво вооружување на Иран за приближно 1 ден.
социјалните мрежи се појавија фотографии од наводно дресот на Реал Мадрид за следната сезона, кои веднаш предизвикаа реакции кај навивачите. Иако засега нема официјална потврда од клубот, изгледот на дресот веќе најде на критики, особено поради изборот на бои. Дел од фановите реагираат на црвените линии на рамениците, детал кој ретко се поврзува со кралскиот клуб, имајќи предвид дека традиционално се користат црната, сината или пак златната нијанса. Дополнително, зелените логоа на некои спонзори предизвикаа споредби со дресот на Бенфика. Презентацијата на новиот дрес на Реал Мадрид се очекува на почетокот на мај. И за крај метео, времето денеска ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер претежно од северен правец, соопшти управата за хидрометеоролошки работи. Максималната температура ќе достигне од 15 до 23 степени. Според прогнозата на УХМР, за време на викендот и почетокот на следната седмица ќе се задржи претежно сончево и потопло време со појава на променлива облачност во текот на денот. Од вторник следува период на променливо облачно и нестабилно време наместо со повремен дожд и грмежи. Гледавте вести, благодарам на довербата. Повеќе информации побарајте на slobodnpečat.mk.